флешбек што се дешаваше Fist of the First Man, шека. Ја пуси. Таа борба. И здраво, денеска со вас е Алекс и со мене денеска е Виктор? Да. И денеска за која книга збориме, Виктор? За едната единствена Бура на мечови. Да. Втората најдолга книга у оваа серија, ако не грешим. Да. Да, ако не ги рачунаме четвртата и петтата, така една книга. Не, Тан со змејови е поголема од оваа, мислим дека. Да, ама да, сакам да кажем дека плюс, ако Fist of Crow, ова гозба за гаврани го рачунава, тога и пак е втора, ама ипак. Да, значи може слободно речеш втора и мислим дека никој не ги рачуна дека една тие две книги, освен ако ги читаш, нели, има тоа на Википедија хронолошки како да. да чаптерите од тие книги, ама не верувам дека многу луѓе така ги има читано. Да, не, тоа е релативно мал број луѓе. Што ги читаат. Повеќе да мислим дека га фаша, га читаа Гозба за врани, продолжуваат Танц на змеја, така да. Да. Ова исто така се смета, нели, за најдобрата книга у цела серија, ако не грешим, така беше? Да, многу го сметам за најдобрата книга во целата серија, поради тоа што многу работи се случува. Многу интересни се случува. Битни карактери умира. Да. И важно, Джейми има карактер, многу добар карактер, арк во оваа книга. Да. Нели, станува и добијамо хиро. Да, тоа сакам да речем, и затоа не добијамо овдека и нека нови POVs, ги добијамо Джейми и го добијамо Самуел Тарли. И мислам дека тие се изведени двајца оваа книга, ако не се лажам. Кој? И прологот, се разбира. И епилогот. Не, мислим дека и Бријан има чаптер Бријан оваа книга или наредната беше? Бријан мислим дека и почиња од Fist for Crows. Да, Гозба за гаврани. При тоа што нели овдека Джейми е незиниот POV. Да. Не, знам дека имаме, напамтим да беше од оваа или од наредната книга. Не од наредната, пошто нели од оваа книга Джейми е главниот лик кој што кажува. Да. Ги имаме, нели, перспективата од Джейми. Добро, скоро цела книга се, нели, заедно, така да. Да, затоа вика малце би било репетативно да се да стават два одделени. Океј, малце се согласувам, зашто мислим дека ако истиот пут го гледаш, ама може пола пут да го гледаш од Джейми, пола од кај Бриен, имаш повеќе мислења да видиш што едниот мисли за другиот, нели, и без разговори тоа, ама да, добро. Добро, не, ама ипак, затоа пак после го гледамо односокот на Бриен и од Джейми после кој ќе се оддела, па знаеме на што мисли, мај више. Ама да, нели, затоа па Мартин е интересен, зашто и свеа сцена која што има видено две POVs, нели, после у Фист, Гозба за гаврани, кај што го гледаме од Сем перспективата и после тоа го гледаме у Танцот на змејови од Џон перспективата. Да. Една сцена која се испраќа, ама да. Таа е интересна, исто. Ќе стигнемо до неа, некад. One day. Кај што сме тргнали епизодите, еден ден ќе биде. Да, еден ден. Може за месец, два, ќе биде. Да. Ама да, ајде да почнемо. Фактички, нели, како скоро секоја книга, ова исто така почиња со пролог. Од чиј пролог е ова, Алекс? Не знам кој се викаше, ама еден од ренџерите на север, нели? Да. И знаемо дека одма ќе умре, поради што секој пролог чептер, тој перспективата умира. Тој е веќе тренд на преносена на Мартин. Да, ама никој не живи. Да. Чаптер, нели почне нешто, не знам што се дешаваше, точно, ама знам дека заврши тоа
со 3 пута кој свири рогот, така? Да. Сушто Една нели значи планира ношна како- стража, 2 пута значи дивјаци, 3 пута значи другите, нели? Да. Да, и нели овде како овие усвари планираа како да го убија Мормонт, пред тоа што го неќе. Едноставно планираа и само слушаа нели еднаш, 2 пута, 3 пута, oh shit. Да, И нели да, и се мислам нападнати дека од страна на не знам Уайтвокерите. да беше Сем или овие што беше POV-во, се помалче угаче, знаем дека кој ќе слушне тратото свирење. POV-то е. Да, знам дека некој беше, не памтим кој беше точно, зашто знам дека се кинав смеејќи. Така, нели, така завршува прологот, со кај трите свирења. Да, така да не. Да, и затоа го исто пак го сакам нели ова зомбињата во акција, тоест The White Walkers. Не ги гледаш после... Мислам, ги гледаш зомбињата, не другите. После Да, има затоа Сем викам. нели кој се сеќава на овие настани. Или тој дел нели кој што Сем ќе чуте па еден од другите. Нели? Да. Ајде, сакам да кажем, нели као не го гледаш нападот, пак као ги гледаш низ меморијата на другите, го гледаш нели као директива у исти Да, ама момент, не, се ама навру- гледаш директива како Сем утепу еден на другите во оваа книга. Да. Оке, да. А не, сакам да кажем пак до некдека пак се држат као мистериозни. Не, Тој стил. апсолутно се држаме сериозни. Не викам не, ама више оваа книга зашто почне малце поиќе ги гледаме. Не многу, ама Да. малце Ама- поиќе. Да. И после тоа идеме ке Джейми Ланестер, The Kingslayer. Джейми нели као после на крај на прошлата книга беше као нели као беше Кетлин мега го пијани за да каже све што има направено дека и изгледаш нели као и вика на Бриен земи го твојот меч, дај ми го твојот меч нели тоа исто. И нели као си ка oh shit може ќе го утепа. А се знам дека не го утепува и не знам што не го утепува. Го праќа у King's Landing со договор дека поради дека она не го пушта, дека он ќе ги врати незините ќерке. Така е? Така е, да. Ама она го пушта нели у скришност без да им каже на другите. Ги пушта со бројче Да. по Trident, така е? Да. И нели овој чаптер нели као Бриен нели ги избегнува ова луѓето што се прати на брка. Да. И нели Джейми ја вреѓа она стандард работа. Со Джейми. Джейми. Да, овдека нели почне да вика, што си ти? Пошто он нели као продолжуваме нели со POV-то на Кетлин. И она као нели као сите се многу јасно љути. Сиње не е туека и се мага затвора. Фино лепо, зашто нели се сите многу љути. Многу јасно, зашто као она им го фактички да го продаде за несигурност нивниот најважен као заробеник. Па да, за жал. Да, и реално не можеш да кривиш жената. Океј, можеш, реално глупо, ама као жената си беше као голем стрес. Да, не, за тоа дека беше голем стрес, да, ама пак некако избрзано според мене. Разбираш? Да, апсолутно избрзано, ама као, нели, само што дознае дека уште 2 сина и умреа. Да, мислам, да, нели, у прошлата книга, да, кога доби таа информација, така беше Да. дека ми требаа да ичињата ми биле сигурни. И као, ја и реално, имам кажем, нели, у прошлите, ја имам многу поќе као сочувство за жената, него што имам многу други луѓе, посебно луѓе што само ги медљано као серијата. Пошто нели, Да. опишто нели, многу е мрза. Да, па многу характери се различни у серијата и у книгите. Особено Да. понатаму. И тоа гледав нешто, Да. тоа у Джейми многу повеќе пробува да го расипа Джейми у серијата. Že нели у книгава се подобро, у серијата се подобро е, ама нека тоа на тоа ниво што е у книгеве, ме разбираш? Да. Ама не, дури тога е као, нели, као
не се подобро толку, а пак се подобро доволно за нели на крајот да биде нели као многу надвор од карактер за тоа што ќе го направи. Нели? Да, не, серија. апсолутно, да. Да. И нели се сено у прошлата книга Арија побегна од Харанхол со помош на мистериозен атентатор кој што може да носи лица од други личности. И сега она, незиниот пријател и копиле на бившиот Калгендри и Хотпај почиња да одат на северот. To north. Северно од Харенхол, ида северно од Харенхол, нели? Сака да навлезе у Риверлендс, да стигна... Да. Арија нели ја гана мајка. Да. Game of Thrones е. Кој ќе речеш ида на север, значи ида на север позади зидот, ида на север, ме разбираш? Зато Добро, гледајќи дека они се моментално Харанхол, мислим дека луѓето ќе сватат дека ида северно од Харанхол. Не дека ја ида... немаше ја сватим да ми го кажеше така. That's because you stupid. Океј. Ама да, после нели овде Карија почне да добие незините нели као Wolf Dreams и се некако незината волк ебо матер на некои као људи од Луѓе беше ли И беше ќе како појде. лови елен или нешто, зашто нели Не као ги лови тие што се као храбрите ова Brave Companions. да. Храбрите пријатели. Да. Храбрите пријатели. придружници. Не, храбрите придружници. Да, Brave храбрите Companions. придружници. Да. И нели почеток на книгата се фактички гледаме кои сите завршиле положот од првата книга. Тирион, нели нашето омилено џуџе. Нели као прошлата книга беше мање више као нека доби заслугата која што требаше да добие, поради дека мање више го спаси земјот град. И му замалце да умреше да ради тоа. Мислим го загуби носот. Негова храброст. Да, затоа викам замалце да умреш. Ако 10 годишно дете не го спасеше буквално. Да. Подрик е Да. И да. Подрик е the goat е најдобро. Мислим не е толку добар карактер зашто нели немаме негов POV и не е толку карактеризиран, ама пак увек кој ќе се појави, знаеш дека нешто добро ќе се деси. Да, он не е добар ка, окей, ја не би рекол нели дека е добар ка ако нели карактер него добар ка нели као alignment chart, мање више. Да, не е добар карактер, ама е добар, ама има добар карактер, ме разбираш? Да. Не си поврзан за него многу зашо ама ка човек е добар човек. Дете. Да, Да. добро дете. Да. Ја. И нели, окей, да. Назад на поентата, нели Тирион иде кај татко ми дека Джейми е у гардата на кралот. Не смее да наследи. Серси е жена. Кажи дека јас сум ти наследник. Без наследник. Немаш друг. Буквално немаш кој друг. Има дека не. Не. Нуп. Ама викам, затоа па, ќе да направим господар на парите, тоест кај што ми викав по министер за економија. Да. Че искрено фер, Тирион го бива, реално, го има паметот. Да смо реални. Да. Снал. Тирион пак не е не е најзадоволен, ама као нели дека боје него ништо. И вика, адај ќе добие жена. Теоретски. Нели? Да. После тоа нели продолжуваме со Давос, така? Или Да, само уште нешто. Нели, он вика ка, ако те најдем уште еднаш со курва, ќе ја обесам. Хо. немаш иш добра Tywin impression. Не знам. No shit. Да, седно идемо на Давос. Давос нели беше као на
Зборев, нели беше на бродот, еден од првите бродови што влагаше, нели, у заливот. И нели кажуваше нели колку е среќен што неговите синови се тој на брод и после гледа, има ланец, има оги. Добро, намора да прераскажуваме прошлата книга. Може да кажеме само Не е накратко. битно. После настаните од прошлата книга, Давос е на пуст камен, кај што е само он и никој друг и од два е жив. Да. Ама не битно. Битно е треба да знаеме како стигнал туек. Да, така ќе слуша прошлата Буквално епизода. Така ќе знае како стигнавме до овде. Да, ама прошлата епизода излезе пред колку време? Може да го преслуша. Може да го преслуша или да го памти. Ме разбираш? Виктор, мора да ги промовираме нашите други видеа. Ќе кажеш кај што беше од прошлата епизода, кај што памтите од прошлата, или ќе треба да ја да го гледа. Па да, затоа да направи само као брз summary. Не е битно. Не, ти почна да таа беше. Само речи од прошлата епизода, доволно е. Океј, ако толку сакаш, зашто ти не ги објаснуваш? Не, ти оставам тебе, ама ти викам, Виктор, ова надворот, ова е, брат, крати ги, многу збориме за непотребни ствари. Fuck you. Крати ги, затоа. Fuck you. Ама добро, да, не видно. Ама да, Давос се, нели, као се буди и е као, нели, се као, жив сум на камени, нели, као доаѓа проти го спасува. Да. И нели, нели ги нема прстите, ги нема прстите што ги носи околу вратот му фаља. И нема прстите што му носеа среќа. И препоставува дека некуп синови му се мртви. Океј, Санса. Океј, нели си прошли пут, како што знаете, прошлата епизода, Санса падна у депресија. Океј, брат, после таа серија настаниш и се издешаваја, не е чудно да си депресија. Да, и одека, нели, као добија покана од Марджери за да ида, нели, на ручек, што, нели, као Марджери е, нели, бившата жена на еден од петте кралови, Ренли, и, нели, они сега се отидоа со тај младец, се, нели, га поканува. И она иде на ручек со Марджери, нејзината баба, што исто мислам дека е еден од најкао добрите ликови, кој што не е POV, Олена Тајрел. Ама реално пак е повеќе ка лик у серијата него, колку што е у книгата. И у книгата е, ама поголем фокус е стан на неја, нели, у серијата. И у книгата. Нели овдека првин прав план, нели ја го однесе Санса у Хајгарден, што не се венчава за новиот крал, нели? И да, и Олена, нели така? Бабата, старата баба, почна да ги испрачува за Џофри, да не каков е добар е, многу е горд. Нели почна да го праша све за неја. И ода мало се поискрено него што треба и каже, нели? И си скаже своите мислења и тоа. Тој дел убаво го памтим. Тој дел убаво го памтим и е важен за понатаму. Памтите го. Да, технички тоа на крај го спасува. Заради тоа се дешава еден насен што е намесен што прошлата книга. Да. Ова беше насенот беше спремен за прање, ова беше треба да направиме, треба да продолжиме со плановите. Да, требаше да продолжиме, нели тоа може да се нели беше како финална као такво. Финално као доказ дека треба да продолжам со плановите. Дека не треба да се иде назад од тие планови. Дека мора да се продолжи, нели? Да. Заслужено, тоест. Ама да, седно се враќаме, нели, со Џон, кој што, нели, е затвореник од убава црвенокосно девојче,
и незините куп дивјаци. А подошно може почнем одма, нели го носа у шаторот кај што е Менс Рейдер или кралот на дивјаците кај што го вика. Така го вика само на запад инаку, Да. на југ. Нели? Да, го вика кралот Да. после ѕидот. Да, и The king Џон beyond the wall. 2 или 3 пута се поклонува на грешен човек, зашто мисли дека тие са Менс Рейдер и го поправа. Да, ако се сеќавам се поклонува на вакво на Да. Тормент. Да, Тормонт? Не сум ја, оние што пеа наму е. Да, не сум ја, тој што пее. Ама да, нели после нели као ако зашто, нели зашто дојде. Си прави му беше зашто нели. И он порано бил. Да, и од нека нели јас стражето, сум така? копиле. Да. Овде кажува приказката зашто нели га има напуштено стражата или Мислим дека Не е сеќавам. понатаму. Да, ја мислим дека е понатаму, ама да, таа е реално добра приказка. Невитно. Ама да, и нели го прифаќа и нека, ајде, Џон Сноу, ти си еден од Да. нас сега. Дени нели као, нели Дени доби, како што се ѓавате, доби бродој, и сега Сър Џоран е големиот педофил у Седумте кралства, га наговорува да иде во Астапор, кај што може да купа Океј, не е војска. педофил. Џора Војска. га сака единствено зашто она изгледа како неговата бивша жена. Тоа дека она има 14 години у книгава не е никакво као... Не е ич педофилско, знаеш. Не е педофилот, Малце ти сакаш мали деца. Он не сака, он сака тинеџерки, што имаше друг збор за тоа. Ќе брани. Содлучив го браним се. Ќе речем уште... Алекс, знаеш како е најдобриот начин да звучиш ка педофил? Да знаеш дека има друг збор за човек што сака тинеџери. Нема, ќе браним Џора Мормон. До нареден чаптер ќе почнем после да Не викам заслужил. дека најлош карактер или нешто, ама да. Ферм опет. Ама да, нели, и нели да таму Ансалет да купа и нели објаснува. Овде дека мислим дека објаснува нели како се Ансалет направени, нели као... Не мислим дека после кој ќе стигне во градот кој ќе збори за да ги купи тога и мислим дека е објаснето или така нешто. Мислим дека, ама да. Ама аген, Џора нели ова дека продолжува с неговите стари навики на трговија со робови. Basically, Ансолит са јаничари. Да. Да, јаничари, фактички Да. од наше време. Би требало сите македонци да знаат што е тоа. Мислам дека знае, ама да. Се надевам. Basically тоа е. Да, мање више јаничари има без ова такво. Безполови органи убаво објаснето. Без огнено Да, оружје. окей, да. Без огнено Со оружје. кофија и штитови. Јаничари, ама што ако се бореат ка Да, спартанци. Не, нешто така. Да. Уше пушке И ја- фалја, бре, змејој. Actually, не, змејој и пушке најака Да, уште работа. пушке. Ама е. Друг пут. Ми дава идеја. Друг пут. Тоа може Алекс да го стави неговата Ми дава книга. мене идеја, ама за тоа друг пут ќе зборим. Да. Понатаму нели идемо кај Брен. Да. И он нели као идат нели на север. Као на север. Да. Трга на север, нели, за да го најдат триоката врана. Да. Триоката Ко- врана. Беа Брен, И нели кој онци. беа други? Ходор беше? Брен, Ходор, Џоџен и Мирарид. Že нели другиот го пратија негде другде за да не биде на исто место. Плюс колку има Да. 6 години? Брен има околу Не, 8-9, Рихард. мислим. Рикон. На почеток го мислим дека има Ја, 3-4. Не е за 4 годишни деца позади зидот така да. Да, и нели ова како се викаше
Дивљакот го носи како што ќе дознава подоцна у Скагос. Ја реално би сакал да идем на Скагос, не за друго. Има еднорози. Ја. Океј. Се враќамо на Давос. Ја, ама небитно. Да, Давос. Еден од најдобрите ликови. Он нели се враќа, нели ке неговиот вистински крал. И као ќе ја утепам та ебена вештерка. Она е крива за све. И одма го зема го затвора. Да, затвора. Океј, први нели пред да стигне да ја утепа. Салвадор, така? За бродите нешто обона. Колку бродови има преживеано, како единствени бродови што ги има моментално са пиратските бродови и после нели иде и го заробува. Да, а Салвадор сам нели му се бега, зашто ништо не доби. Многу јасно. Нели мислим дека овдека нели дознаа дека купот синовите му се умрени. Не мислим дека ги вие кои умреа. Да, ама не као доказ. Да. И се враќаме на Джейми и Бриен како си плова и Клеос. Застанува нели у Меана? Како би се превело им? Меана. Да, Меана. Нема што друго да е. Крч. Не ги знам точно разликите. Крпача на човекот кој што е на една нога. Тоест на текнатиот човек. Да, и тамо нели си седа фино лепо си кој и го зема нели го тргува нивниот брод за неколку коњи што може да ги носа понатаму. Да, и продолжува нели натаму. По путот на кај Кингс Лендинг. Да, продолжува продолжува. И меѓу време цело време Джейми е шупак. Джейми е буквално ова мислам дека ќе кажам мал се повеќе за мене, ама Джейми особено вјадел се понаша кај ја што се понашам, мора да искоментира на све живо. Да, сега тоа сака да го речем. Нели гладен му дава лебов. Не, брат, извини, тврде лебов, не се јаде. Да, не се јаде. Не јаден, ама вјалев не се јаде, тврде. Се требале помалку го печете. Да. Ја вика, замисли fucking такво благородник е пребирлив за леп. Мислим дека благородник не јаде леп. Да. Океј, не, може јаде, ама нели као јаде нешто како круасани, нешто тој исто, нели као... Океј, знаеш кој се прави круасани? Он јаде багетс, он јаде багетс. Викаш? Викам. Пас, реално. Ќе ти верувам, Ама да. Мојот headcanon е дека он е ка, oh no, I am too French, I need a baguette. Хо. Добро, не е така, ама да. Океј, и нели сега продолжуваме следно со Тириан пак. Он се наоѓа неговата курва и е као татко ми мене ми прети, сакам да ти избркам. Не, татко му не знае кој е. Татко му него му трети. Нели, татко му е, како те видим, со неја ќе тудем, а татко му не знае кој е, нели? И он нека, поубаво бегај од дома, дори имаш време, дори имаш шанса. Иначе ќе јадем од двајцата. Да, сака да ја прати за незината безбедност, ама не може сега да ја каже, као се спрема тоа да ја го каже, ама не го кажува. Наедноставно. Арија пак умеѓу време со Гендри со Хот продолжува да се путува и се најдени од братството без знамиња. И он еден од нив, Харвин, он ма попознал. Дека е Арија Старк. Винтерфелл. Да, зашто дека еден од луѓето што дојде
нова со неа и со татко е нели дојде на север. Ама ова мислам дека она не го познава одма, зашто нели кој ми израста. Не, мислим дека Ивана го познава одма. Не од мамака, шумча познава Ивана дека те знам. Да, не, па exactly, не го познава, она не го одма од неа ја познава одма. И посебно кој ќе да препознае неа, она ќе познае него. Не е битно, семантика. Ама да, и нели е као нели happy reunion, Арија најде некој што е неизи, што ја знае. Да, добро. Да, и нели што многу се happy, нели се од цената продолжува да путува со нив. Ги преведува, принудени се на тоа. Да. Продолжуваме со Кетлин да кајде. Да, продолжуваме со мајка е. Роб се враќа и е многу љут. И о меѓувреме и она е многу љута, зашто се имало оженето со ова Джейн Вестердинг, без да ја консултира. Се имало оженето. Да, имаше дадено заклетва, нели дека ќе се ожени со некој од Фрей што беа. Да. Да, ама ништо. Нормално едниот е љут на вториот на првиот и така. Да, и се љути меѓу себе. Не, овдека почиња нели као војната. Продолжува нели да победува борбе, ама почиња као веќе да не е премногу на нивна страна. Да. Почиња да излага проблеми во северниот камп. Кај што нели кампот Фрей што се мислим дека заминува некои војници од Фрей. Да, сите Фрей војници одма заминуваат кога ги слушаат тоа. Си као баба. Нели го скршил ветувањето. Океј, што се дешава со Џон умеѓу време? Нели као Џон нели им кажува дека нели тако неговите као праќа се у тако да Fist of the First Man и нели кој стигнува нема никој. Тоест сите се мртви. Не наоѓа никого, само наоѓа рушени шатори. Не наоѓа никого усвари. Да. Не наоѓа. Да, и мен се нели многу јасно, многу љут кон Џон, зашто мисли дека го лажал. Да, зашто буквално ништо не наоѓа, ни мртви тела, ни ништо. Да. Да, и Јигрид, црвеногосата што цело време као флирта с него, као го спасува. Спија му заедно. Да, нели спија, па ти си чајбиња за да не смрзна, така е нормално, нели нормална работа. У зимска ситуација, нели, да, и нешто појќе. Да. И нели овдека нели ида у Не, понатаму. Пештера, мислим, нели овдека тој иду. Понатаму е? Ама да, не, и сега нели после сте приморани нели да спијам со кеби. Заедно. И Џон е, нели, многу uncomfortable. И после Санса ништо буквално не се дешава, добија нова вакво. Да, и забавно за нов устан, тоа е цел шаптер, мислим дека така е нешто. Тоа е цел шаптер. Just standard things. Женски работа. Да, и Арија не многу се дешава. Се кечнуа со незиниот пријател и се шета барајки го Берик Дондеријан. Да, на братството без знамења, он ги води. Да, братството без знамења, дадено од незиниот татко, нели, какова. За да го лова планината. Океј. Сега е наред нашиот млад дечко, нашиот нов карактер, прв пат што ги има и оваа книга, Семвол Тарли. И отор инсерт. Да, и инсерт за авторот. Авторот да го ставиш у книгата. Оваа чаптер ми е за оваа книга еден од омилените, зашто има почне со како идат 3-4 дена се по пат, нели? И гладни се, прегладни се. И путува. Нели, и путува као линија. И ако и по полеку линијава, ако излезеш надвор од линијава, едноставно исчезнуваш. Нели? Така е објаснето. Да, зашто као нели бура. Бура. Ќе речемо дека е бура, ќе речемо ако ќе речемо дека е бура, а ако не, сите знаеме што ема, добро.
И не, сем е уморен, Да. сем е уморен и се влече буквално на крај Да, колона. Има флешбек што се дешаваше Fist of the First Man, што е тие описи, таа борба. Ти многу добро напишана. И после тоа излага одредицата, за среќава со друг и за среќа ги има уште тие обсидијан ножи што ги најде у прошлата книга, нели? И го тапува. Да, што Ghost ги ископа. Не е важно кој го нашел, ако сака да знае кој ги нашел, нека гледа прошлата епизода. Не ги најде сем, само толку ќе кажам. Ги искористи те и го тапува. Го тапува еден од другите. Нашиот сем, нашиот херој. Да. Нашиот Alter Insert, првиот декада што утепал друг. Сега ти оставам тебе. Овој чаптер морав ја, зашто ми е еден од намилените. Фер. Искрено мене, ја пак го сакам сем као лик, ама многу ме нервира што нели се време јас сум многу глуп. Нели, цело време. Океј, дете од 16 години, што родителите дома не го сакале. Разбирам зашто таков, океј. Boo-hoo, grow a spine! Не, има 14, колку има? 16 години. Родителите дома никад не го сакале, ги има избркано од дома. Дај му. Остај го на рад малце и ти, не морај ти да малтретираш. Океј, ајде, знам дека Тириан ти е омилен, така се префрљамо. Не ми е. Меѓу милјаните ти е. Невитно, не, само ќе коментирам уште нешто. Има некој направено калкулација дека Сем треба да ослабе у книгава. Ја ти ги пратив. Ја ти пратив тоа. Ми има излезено и пред тоа, не е свера и Не тебе. зра и мене. Не е важно. Не. Да, Не. Ама добро. Да. Не. Што ви кажеш да пратимо и тебе треба на северот? Sure. Не видно. Тирион пак, нели се бунеше стакам награда. Таа нека, тман, ќе добиеш награда, кога добиеш Санца. Да, зашто... И ти нека... Зашто ја, нели, тај му нече да го зема Тайрелс, зашто кој ги има Санса. Зашто свите рачуна дека Роб ќе умре. Војна. Свите рачуна Роб... Да, рачуна дека Роб ќе умре. Зашто... Да, и они дознаа дека нели дека умре незините браќа, знаа дека Џон е нели како пиде истовремено е нели на север као гардата, така не може да наследи. Плюс као Арија ga нема више продолг период, никој не знае кај е, така да Ваља е мртва. Така да, така кој го контролира Санса, го контролира северот. И Тајвин сака да го контролира северот. И Тирион не е баш најсреќен. Не. Така е? И овдека исто мислим дека кажува и нели на Сърси, дека ќе ја жени. Дека ќе ја мужи, тоест. И он дека не, ама не. Океј, Кейтлин. Што се дешава у Ривер? Конечно умер незиниот татко. Трагедија. Депресија. Не, океј, сори, не. No, трагедија. Еден од банерлордзоите на Ричард Карстарк ги утепува двајца као фатени Ланистер според тоа што Джейми го има утепал неговиот син. Да. No. И Робе зашто е као многу као зашто нели пошто е многу као честен човек, он е приморен да го утепа Ричард Карстарк и сите негови војници здобува. Со што Роб остана со пола војска. Да, и плюс синовите од Рикард Карстарк се мртви, така да... Да, има само ќерка, мислим, останато. Да, омеѓу време ке Джейми Клио, нивниот сопатник на него и Бриен е утепан. И Бриен и Джейми се фатени од на храбрата дружина. И они сака, мислим да силува Бриен. Джейми пробува да се извади, да ја извади и поради тоа Варго Хот, лидерот на храбрата дружина, зема и му го сече руката.
висеше руката, десната рука, со што фактички Джейми веќе нема никад да може да мечува. И ова нели пример како сите од почиња како е купли кој у Game of Thrones купа тоа што најмногу ги прави нив. Така што да коментираш гледајќи дека Не, Джейми ќе коментирам после кој ќе се купа. Тоа е многу подобро според мене. Неќе многу да коментирам. Го оставам моите коментари за кои се непотребни. Мислам дека после нели кој ќе стигне у Харенхол, тоа е кој ќе влезе да се купи тоа да се исчиста, нели? Мислам дека тоа е многу подобро место за моите коментари. Че јас сум за тога. Ќе коментирам тога и за Джейми, за Бриен и за све. Да, окей. Меѓувреме Арија продолжува, буквално ништо не се дешава, продолжува да бара за белите од Неријан. Денерис пак меѓувреме иде у Астапорт, стигнува да ги земе незините Ансалит. Таму се наоѓа со тако храбриот господар. Таму одека мислам дека се наоѓаше, кој што ја вреќа у фаца, мање више. Да. Така? Не ги памтим кој беа господарите, ама да, мислам дека беше храбриот или така нешто. Не е тоа како беше. Не е етно. Брен пак добива као Мира му кажува приказката за Ханахол, продолжува за нивниот татко и како Старковите биле фини спрема него и како мистериозен, такво витез ги има претепано такво у турнаментот има потепане куп луѓе што довело до тие он се едно побарал тие господари да ги потепа слугите кои што го натепале нивниот татко и има голема шпекулација фанал дека тоа била тој мистериозен витез била помала сестра на Нед. Океј. Не, чекай. Што е најважната ствар што се дешава во турнирот, не спомнам. Најважната фактички на крај турнирот го победува Рейгар, иако како се викаше? Кого прогласува или што го прогласува, ме кажеш? Не, како се викаше ликот? Лијана Старк. Да, Лијана после тоа прогласува крајца на љубовта и љубовината наместо неговата жена. Да. И тоа е првиот хин дека нели све ќе упома. Мислим дека ова е многу поважно него тоа ти што каже, затоа мора да те вратим. Давос пак у меѓувреме е последно од Меласандра, која што сака да види дали е од страна на живот или смртта. И ништо друго посебно, еден од господарите што е као роднина на жената на Станисе уапсен за предаство. Джон по меѓувреме со Стир и со Јигрид путува на кеј ѕидот. У меѓувреме еден од тие Wildlings не се кем као Орл. Меѓувреме цело време вика не му верува на Джон, вика дека предадник. И Денерис пак се договорил со еден од господарите у Астапорт дека ќе го продаде еден од незините змејови за сите Ансалит што ги има. У меѓувреме цело време он спори на високи валирски и го вреја континуирано. Она све го разбира, преведувачот него преведува тоа е и на крај се договорува дека не. Ама да, го дава змејот нели и после тоа и наредува на сите Ансалит да ги утепа сите робовладетели и Дрогон и другите змеји почињаат да им буа матер на сите туека. Пред тоа што, како што убаво му објаснува на него, валирски е мајчни јазик, све го разбра и они се само лојални на неа, змејите не се ничиви робови. Да. Овде е интересно, нели го дава змејот и змејот е вржен со ланци, нели? И тоа и пак
ги запалјува свите, Да. нели? Да, пак ги запалја свите, нели и лага и другите Да. два змеја. Исто палја свите. Ама да. Се враќамо на Санса. Санса исто не е нешто многу среќна што ќе се жени за Тирион, ова е нивната свадба. И као, нели, за време на нивната свадба, нели, Тирион се опијанува тешко, му прети на Џофри, дека ќе Утепа. го утепа пред Тајвин, да. Да, Мислам пред дека беше- Тајвин, а? пред свите, нели му се закана дека ќе го тепа. Да. Ќе кана ќе утепа и после тоа он и Санса иде у кревет, нели? Зашто Тирион, нели, по право треба да спија заедно за да завршат, нели, церемонијата. И Санса не ќе многу јасно зашто е мало девојче и Тирион га почита нејзиното мислење и као остава Да. на рад. Мање више. Тирион не е тотално ртовиште. Не изглед да, ама на карактер не. Да. Не изглед апсолутно е. Замисли џуџе без нас. Да, и умеѓу време, нели, се враќамо кај нејзината сестра Арија, кој што, нели, продолжува да го бара Берек Дондеријан и доаѓа кај селото Стони Септ, каде што наоѓа еден од ликовите кој што Арија го мрази најмногу на цел свет. Кучето, Господинот Куче Сандор Клогейн. кучето. Еден од луѓето на нејзината листа што да сака да го утепа. Што знаеме дека, нели, од прошлиот пут нели побегна од Да. борбата. Џон борбата на Блеквотер поради огинот. Џон пак умеѓу време со Wildlingsот почиња да се качува под зидот. И таа е Да, интересна. тоа што се вика, сцена. интересен акшен, нели интересен, мислам дека и еден паѓа или нешто така беше. Зашто мислам дека тоа само беше у серијата? Не, у книгите, у книгите памтим, се качува на дрва, по дрва скокаја над зидот и после се качуваја и некој падна, мислим дека. Што дел се качија до горе, нели, па им пуштаја жужиња на другите. Љушиња, да, Да. да полесно се качува. Мислим дека некој падна сигурно. Зашто исто памтим дека се такмичеа меѓу нив кој ќе стигне најгоре и некој многу се брзаше и падна. Мислим дека така нешто беше. Да, могуче. Ама да. После се враќамо на Џейми. Он и Бриен се ги носи у Харанхол, што пак ја завземен. Тоест, Брave Companion се од страната на северјаците, нели? Не. За никого не се. За никого не се. Ама да, они моментално го контролира Харанхол и нивниот господар га носи руката на Џейми Ланнистер кон неговиот Да. брат. Џейми меѓу време е многу депресивен. Нормално, остана без све у животот. Нормално. Остана без рука, што е неговиот цел живот, да. Да. После тоа се враќаме на неговиот брат Тирион. Он нешто посебно, Тирион се запозна со еден од човек му вика да го напушти градот. Он не ике Тирион го утепува. Тоест, наредно да биде утепа. Уште еден мртов човек. Самуел пак умеѓу време гледаме како што бидна со остатокот од рекрутите на Ноќната стража. Они успеваат да се враќаат Кейс, Крестерски, но буквално сите таму се преглавни, Гаврел почне да крека и станува бунт. Да, исто интересно, нели, бунтот каков е хаотичната. Увек има хаотични сцени или нешто, ако се добро напишани, се многу интересни за читање. Зашто тога нели сваќаш колку се карактери возбудени тоа. Затоа те ми се увек некои од омилените сцени. Да,
Ама битно Сем успе да собере Гили, девојчето што немаше да ја помогне прошли пут и почиња да бега. Она и не Да, совсем и тоа. Пошто и некои други нормално бега, ама оние се пеш. Да. Исто да не забравимо кажемо да. и Крастер е После- мртов. Да, Да. утепува и него. Нели се враќамо кон Арија, конечно успева да го најде Берик. И она и Сандор се однесени кај Берик, разговара и она нели кога го обвинува за убиството на нејзиниот као пријател. И Сандор и Берик влага во ду, кај што Сандор успева да утепа Берик. Ама после неколку минути Нели од сваќаш. го одвлечува, нели? Порад. Го влече ка и после пак се враќа. Мислим, окей, описот Да, овдека пак се нели враќа. за Берик, описот што го дава така, како изгледа тоа? Добар опис. Мислим дека нели описот беше кога нели секој пат кој се среќа за изгубува нели нешто Да, од да, себе да. си. Да. Као се помалу и помалу човеќе све нешто забара Да, мислим и меморија. ранете и тоа, нели? Да. Да. Знаеш на што ме Тај ранете. Знаеш на што ме нема- подсечува? Stormcast Eternals. Мора барем Да. у свекој епизода сега даќе мора да пикнем барем една Warhammer референс и у прошлата има. Ама да, зашто нели Арија не е многу незадоволна од тоа, пошто нели штом Сандор победи у очите на богоите, он е невин. Така е работа тоа. Така е Според работа. религијата. Да, така е работа. Сега пак се враќаме на нејзината мајка, која што нејзиниот татко умира, што е продолжување на нели на све депресивните работи што се дешава во нејзиниот живот. Татко умира сега, не преска, ма да. Да, не, преско се збунив. тоа викам. со Умира сега татко и ри- се спрема да дија на север да ки близнаците, нели? Зашто да направат нов пект Божем. Да, Тоа е планот, така? да. Доаѓа Фрейз и вика дека они се сака да направи нов пект. Да. Ама извинување од Да, нормално. од Роб. Извинување од Роб И Едмир, да, и Едмир да се ожени за нивна ќерка. Много јасно. За Розлин Фрей, поточно. И Роб не гледа ништо друго се наприфати. И ова, нели, е као првото као семе за што ќе се деси подоцна. Умеѓу време се враќамо кон Давос. Давос пак тука, нели, као се го носе пред Станис и нели Станис е као, не се секире. Дава се спремен, че ме казни со смрт, че му те бе, тесна рука ќе би биеш. И нема, зашто знам дека никад нема ми изневериш. Дека, ама неќем, ама никој не та прашан Да. сакаш. Да. И ќе да оставам сениот чат ти да го објасниш. Може. Овија чаптер, Джейми е депресивен и Бријана и свите се депресивни више. Замисли. Game of Thrones. Ако не се Замисли. депресивни карактерите, читаш грешна книга. Се скокнало нешто. Да, што која е поентата? Да. Која е поентата? Овдека се више у Херенхол, што е под тоа храбрите придружници. И зашо влага да се искупаа после некој време, зашо се на пут неколку дена, влага да се искупаа и да оправа за Джейми, зашо нормално руката му ги секој тоа. И има некои интересни сцени овдека, ама Джейми и објаснува на Бријан што е најважниот дел за своето минато и за прв пат не ја навредува. Зашто не За прв пат. Да. Прогрес. се купа, Напредок. нели нормално се соблака, тој и он не ја навредува. Не ја навредува зашто Бријан Да, не е време. Бријан не е толку убав ног, нели? Затоа га вика убавицата, за да га зафркава. Да, за да ја време. вреќа. И Джейми и го кажува за неговата младост кој станал витез, како станал витез, дека станал
еден од најмладите членови на кралската гарда кој имал 17-18 години, дека станал, он сакал да стане член на кралската гарда, ама станал толку млад, прошлиот крал Ерис го мрзел татко му. И basically у кралската гарда ако си, нели, у тоа Kingsguard, не можеш да наследиш и затоа кога одма го примиле, зашто нели кралот сакал да заебе тајбен. Да, за инат. И после исто каже како ги има утепано тој крал, и како ги има добиено името Kingslayer, и објасни и други сцени како требал да седи туека до кралот и да гледа како он мучи и утапува луѓе, нели, татко ми, брат му од Нед, специфично мислим дека збори за нив. Избори како ги има утапано Ерис за да го спаси градот, зашто Ерис бил спремен да го запали цел град. Бил спремен, нели, да запали цел град, ако му дојдат на врата други генерали или нешто други војски, зашто почнале, нели, да губа ратот. И Џејми го утепал за да колку толку да не запали цел град, да спаси што поише луѓе може. И баш каже, нели, кој влегле генералите, нели, Нед, не знам кој беа други, знам дека Нед беше, ги има, нели, видено со како седи на тронот со крвавка меч у руката. Нели, и телото од кралот под него, под тронот. Тоа е, и све ова каже на Бријан, нормално двајца се депресивни, зашто се заробеници, нормално Џејми е без рука. Џејми се жали како се не може да оправи тоа. Џејми не знае што прави со животот. Единствено Џејми што правил цел живот е бил витез. И се не може да бие витез. И не знае што прави со животот и е депресивен. И се жали нормално. Затоа да. Се знаеш, Бареф, малце ти се. Ти оставам тебе наредниот чаптер, ајде. Да. Да, добро, да. Следно пак се враќаме на неговиот брат повторно, ѓуџето Импот Тириан. Сушност не се ги донесе Дорниш на нивната страна, поради тоа што ни многу им развални стедите, со апсолутно добра причина. Зема, кога ги поканува да дојде еден од нив на нивниот, да биде министр. Што беше министр? Не знам. Не напамтам. Не сеќаш? Добро, не е важно. Ама они го очекуваат да дојде посланиот брат и господар. Да. Доран Мартел. Доран. Да го очекуваат Доран да дојде, ама со дојде Доран, дојде неговиот помал и поимпулзивен брат, Обрин. Да. И дека, oh shit. Пошто Обрин е познат за отрови. Да. И за отравање. Да, познате по тоа и познате по тоа што има черке. Да, еден куп керке што не е као негова, као негативна керка, сите се као копилиња. Ама у Дон има интересна култура кај што, нели, копилињата се истатетирани како за друго дете. Нели, после тоа иде Тириан го бара, зашто не дошол со самата партија и го наоѓа у Курвалук, у јавна куќа, тоест со неговата тогашна дека. Ама да. После ова се враќаме на Арија и кај што Берик Дондерген, гледаме како Берик Дондерген и неговата дружина напаѓа група на храбрата дружина им е Буамате. Да. Е исто интересен фајт, нели, овде, да. Да, интересен тоа. Да, у Ривера се имаше во време со скрмиши и тоа. Да. Пошто, нели, сепак војна. Брен пак меѓу време со неговата дружина продолжува на север, но поради тоа што има огромна бура, се става напуштен град и за да не дури не пројде бурата.
У меѓувреме пак, Џон стигнува у тој напуштен град. И сваќа Џон сваќа дека мора сега да побегне и успева нели ги предава нели дивјаците и станува борба и Брен преку Самара му помогна да побегне кон зидот и да ги предупреди дека доаѓа напад од страната на на југот, од јужната страна. Денерис со нејзината нова војска иде да ослоби уште еден град од робство. Поточно иде кон градот Јункај. Што еден од трите градови што се нели Они да шработа со робови. Да. Трите главни градови на робството и она иде заедно со нели со нејзината војска и они стигнува кај нели стигнува за од страна на Јунка има нели две платени мечови, да се рече. Вторите сино платеници. Вторите синои и Stormcrows. И она успева да ги придобие вторите синои и нивниот лидер Дарио на Харас на нивната страна преку тоа што Дарио ќе утепа другите два члена на него што го вода неговото и они успешно успева да го завзема градот и да ги ослобода сите заробеници. Океј, за оваа првиот дел од книгава, што би рекол, кој ти до сега се издешава еден куп насање, така? Ама пак оваа книга има некој пејов до сега, ама повеќето се сетапс за понатаму книгава, нели? Да. Доведека кој ти беше омилен настан? Омилен настан? Па не знам, вајда би бил као исто Џејми кој ќе збори со Бриен. Мислим дека тоа ми е еден од омилените чаптери у цела книга, после некој што са понатаму вториот дел има некој. Нели што са чаптери? Што са исто така добри многу, нели? Затоа викам првен ми се тие. Има некои многу добри чаптери после. А после ми е ова со Џејми со тоа. Да тоа сам ти да направиш аутро за епизодава? Да им кажеш што ги очекува наредна епизода, нешто? Да, наредна епизода ќе продолжиме со книгата каде што ќе се случат некои многу интересни настани кои што целосно ќе га измена фактички. А може да кажем само мој коментар нешто за продолжетокот од книгата? Овој опис мислим дека за целиот рат на Петте крала. Свадбите се по-опасно место него војното поле. Да, дефинитивно. Ќе завршиме со тој код ова епизода. Да. Ви благодарам што не слушавте, се надевам дека ќе ни придружите и на следната епизода.